Според искуствата на повеќе општини во источниот дел на државата, неголемите придобивки во реализацијата на проектите најчесто произлегуваат од неможноста на поедини изведувачи на работите да одговараат на проектните задачи, да ги запазат пропишаните рокови, а во одредени случаи да го постигнат бараниот квалитет. Има примери во кои за да се добие тендер се нудат нереално ниски цени, кои подоцна представуваат проблем за изведувачот, што исто така сериозно ја кочи нивната реализација. Уште покарактеристични се примерите каде изведувачите на покомплексни проекти настојуваат реализацијата да ја туркаат по фази, давајќи им предност на поедноставните, колку да профункционира плаќањето. Сериозен проблем поради кој ги боли глава градоначалниците е и тоа што поедини фирми добиваат голем број тендери во општините низ државата, па поради ограничените капацитети се доведуваат во ситуација да бараат пролонгирање на роковите. При тоа форсираат подоходовни кои им носат и поголеми профити. Карактеристичен пример во таа насока е реализацијата на проектот Осоговски велосипедски рај, за кој изведувачот неофицијално барал селективни приоритети за реализација, оставајќи ги покомплицираните и потешките операции, условно, за на крај што не било прифатливо за општинската власт. Дали таквата ситуација ќе значи пролонгирање на неговата реализација и ставање во функција е прашање чиј одговор зависи од тоа што ќе договорат двете страни.